Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а во нив ќе гледате. Станицата која го мери аерозагадувањето во Тетово се наоѓа во непосредна близина на котлара и во двор каде се изведуваа градежни активности. Планинарскиот клуб Јелак започна со предавање за основи во планинарството. Урнебесната комедија Апо и ја на драмското студио од Тетово синоќа беше премиерно изведена пред тетовската публика. Станицата која го мери аерозагадувањето во Тетово се наоѓа во непосредна близина на котлара и во двор каде се изведуваат градежни активности. Здравствените работници сметаат дека истата треба да се дислоцира, но од Министерството за животна средина и просторно планирање сметаат дека таа се уште е релевантна. Во Тетово станицата за следење на квалитетот на воздухот се наоѓа веднаш до котлара која служи за затоплување на основното училиште Кирил и Методи и во издвор каде се изведуваат градежни работи. Објектот на котларата се наоѓаше на местото каде сега се гради детската градинка, поради што беше дислоциран, но близината со станицата го отвара прашањето дали истата ја покажува реалната слика на аерозагадувањето. Според доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје, во вакви околности податоците отстапуваат, поради што мерната станица треба да биде преместена. Според нашите правилници, а и според светските стандарди, станицата треба да представува, да ги собира примероците од не само од еден извор на загадување, тука најповеќе од сообраќајот, значи од сите извори на загадување и секако во правец на ветрот, тоест во правецот на ружата на ветрови. Исто така треба да се исполнат други критериуми, да биде од ивицата на тротоарот најмалку 10 метра, а од раскрсници 25 метра. Инструментите треба да бидат поставени минимум во зона на дишење, односно 1,5 метар до 4 метра, а меѓутоа може и до 8 метра. И најбитно, што кај нас не одговара, да нема во близина друг извор на загадување, а тука имаме котлара и исто имаме градежни активности, каде што се гради, а поради тоа беше променета локацијата, претходната локација, затоа што се градеше. Така да мислам дека треба да се размислува, да се отпочне онаа процедура законска за промена на локацијата на автоматската станица за мониторинг на амбиентниот воздух. Станицата во 2013 беше преместена од првобитната локација во дворот на гимназијата поради изградба на многу повисок објект во нејзина близина, тоа е спортска сала. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека сега немаат во план да ја дислоцираат. Сегашната локација на станицата во Тетово е се уште релевантна и покрај зградбата на котларата во непосредна близина која нема висина со која би го попречувала земањето на примероци од воздухот и одредувањето на квалитетот. Објектот е поставен пред известно време без никаква најава од страна на тој што ја изградил. И покрај близината на овој извор на загадување, мониторинг станицата обезбедува релевантни податоци како од загадувањето кое доаѓа од сообраќајот, така и од загадувањето кое доаѓа од загревањето, како на јавни објекти, така и од приватни домови. Според последното истражување за квалитетот на воздухот во Западен Балкан на мрежата на невладини организации Банкуач во однос на загадувањето со PM10 честичките, Тетово е на трето место во земјава, а на прво во однос на загадување со многу поштетните PM2,5 честички. Планинарскиот клуб Јелак започна со предавања за основи во планинарството. Серија на предавања наречени Основи на планинарење организира Планинарскиот клуб Јелак од Тетово. На нив тематски се обработуваат различни интересни точки, а ги држат искусни планинари, лиценцирани водичи и маркацисти, луѓе кои имаат знаење и сакаат да го споделат со сите.
Предавањата се наменети и за останатите заинтересирани граѓани кои сакаат да стекнат основни познавања за планинарењето. Првото беше на тема лавина. Планинарскиот клуб Јелак од Тетово држи презентација од она што треба да го држиме за нашите членови, а тоа се лавини и она што треба, кои се опасностите за добро планинарење. Која е опремата за да биде добар планинар, кој се исхраната во природа и опасностите од лавина, како и материјалните средства кои како опрема ни служат на планинарите и скијачите за безбедно движење во планината. Илија Димитриевски, долгогодишен планинар, потенцира дека сите кои сакаат да се занимаваат со планинарење треба добро да се едуцираат и да ги почитуваат правилата за да нема несреќи, но и да ја почитуваат природата. Порано имало дисциплина која се организирало, например, и планинарски маршеви и тие работи организаторот организирал служба која што држала ред у колоната како се одело према Варфли, каде на кое место се одело. Сега никој никого не ферма. Сега ти му викаш одите еден по еден обдел понако, они група цела, други се делат, одат од друга страна, така да неминовно може да дојде до некоја несреќа. Барбара Стевческа, која од неодамна започнала да се занимава со планинарење, вели дека токму ваквите предавања се од голема корист за сите кои сакаат да се занимаваат со оваа активност. Реално, како релативно нов планинар, кој што се занимавам со планинарење, во март направив една година. Многу ми значат овие обуки и предавања. Претходно сме биле учесници на оние зимски школи каде што се предава за опасностите и за движењето во планина, за движењето во групи. Најбитно од се пред се, дали треба да тргнеш на планина кога постои опасност од определена лавина или можност да те фати невреме, за да едноставно бидеш ставен во ризик. Затоа што пред се целта на планинарењето не е само да стигнеш до врвот, туку и да се вратиш безбедно дома. Предавањата се одржуваат во просториите на Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово. Урнебесната комедија Апоија на драмското студио од Тетово синоќа беше премиерно изведена пред тетовската публика во големата сала во музеот на град Тетово, поранешен дом на Арама. На кобе у град на снимале на рентген. Да ти кажем по право, тоа би било прво снимане тоа. Прво сум пресреќен што овоја простор овдека у домот на Арама, сега музеј на град Тетово, повторно дојдоа толку многу луѓе што повторно оживе овој простор овдека, као некогаш нашиве родители, бабе, дедовци кои ишле на матинеја, игранке, на театарски представи. 2022 година, 8 април, Апоија премиерно, откако ова стана музеј на град Тетово, ја отворивме, можем да слободно речем, театарската година за 2022 година и се надевам дека Апоија у овој простор нема да биде прва и последна представа. Што се десува до подготовките, представата Апоија е подготвувана околу 2,5 месеца. Текстот го спремаја Гиге и Марта. Ја малку помага фурежија. Генерално сите 5 душе, и морам сите ги пофалим, и Нате, и Мирко, и Гиге, и Кенија, направија една феноменална представа. Обична представа за двајца браќа од рурална средина, кај што на секоја нивна дешавка ја кажена пута 100, ја прераскажена. Како рибари, да, буквално како рибари. Така на еден симпатичен, хумористичен начин се обидовме, покушавме да направиме нешто интересно, публиката тоа да го прифати, да го задржиме вниманието на публиката и да ужива. Задржиме до тие елементи кај што режисерот Бачовски Игор ни ги зададе, ни кажа како треба да иде некоја линија да има, за да доживе кулминација на крајот. Вечерва некако со посебен ентузијазам игравме, пошто одамна не сме играле представа и ни фалеше
театар, посебно нас, а верувам дека и на публиката и самата нивна реакција покажа дека и фали театарот, задоволни беа вечерва што го видео тоа. Мислим дека дадовмо максимум, дадовмо све од себе, сега максимумот е релативна работа, ама со оглед на тоа дека публиката се смееше, ние смо презадоволни, видовте, мислим, видоа и актериве и публиката, една представа која верувам дека нема да застане на преизведба и на премиера, ќе има и понатаму уште репризе и ќе продолжиме и понатаму да правиме добри представи и да се бавиме со театар. Градинките ќе продолжат со згрижувачка дејност во време на штрајк, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика преку соопштение до медиумите ја известува јавноста и родителите дека сите предучилишни установи ќе продолжат да ја обавуваат својата дејност, згрижување и воспитување на децата и во деновите на најавениот штрајк како и досега. Во соопштението се вели дека согласно Конвенцијата за правата на детето, одредбите во Уставот на Република Северна Македонија и Законот за заштита на децата, неприкосновено право на децата е да им биде пружено згрижување и воспитание во предучилишни установи, како облик на заштита на децата. Согласно Законот за заштита на децата во предучилишните установи за деца, вршењето на дејноста згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст не смее да се прекинува, освен за вонредни состојби, зашто решава основачот, а по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика, но не и за време на штрајк. По повод најавениот штрајк од страна на СОНК и во предучилишните установи, а кое право е загарантирано право на работниците согласно Уставот, при остварувањето на правото на штрајк, вработените се должни да обезбедат непречено згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст, велат од Министерството за труд и социјална политика. Притвор за жител на Тетовско селце поради убиство на сопствената мајка. Од МВР пак информираат за приведување на неколку лица. Основното јавно обвинителство Тетово донесе наредба за спроведување истражна постапка против 45 годишен жител на селото Селце, кој при вршење семејно насилство со умисла е лишил од живот сопствената мајка. На 8 април во дворот на семејната куќа во која живееле, без повод и причина, осомничениот ја нападнал жртвата нанесувајќи смртоносен удар со секира. Со ваквото дејствие тој сторил кривично дело убиство од член 123 став 2.2 од кривичниот законник, велат од обвинителството. Надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд Тетово поднесе предлог за определување мерка притвор за осомниченото лице. Судот го прифати предлогот и на осомничениот му определи притвор во траење од 30 дена, известуваат од јавното обвинителство. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот лишиле од слобода 26 годишен тетовец затоа што при претрес извршен со судска наредба во неговиот дом и помошните простории во Тетово пронајдени му се 3 кесиња со марихуана, дигитална вага и 43 зипер кесички. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 215 од кривичниот законник и ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Вчера во 20 часот и 50 минути на регионалниот пат Тетово село Пирог во село Пирог. Полицијата лишила од слобода 3 лица на возраст од 34, 32 и 39 години. Сите од село Горна Бањица, Гостиварско, затоа што при преглед на возилото со кое се превезувале, била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. 7 сообраќајни несреќи помалку во првите 3 месеци од годината во споредба со истиот период лани. За 50% намалени бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди. Во првите 3 месеци од оваа година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово намален е вкупниот број на сообраќајни несреќи за близу 3%, односно регистрирани се вкупно 238 несреќи или 7 помалку во споредба со истиот период лани. Она што посебно охрабрува исто така е и податокот дека за 50% намалени бројот на загинати лица од 2 минатата на едно лице годинава, а намалување за 5% бележи бројот на телесно повредени лица. Намалување
Заболувањето, односно овој позитивен тренд е присутен на поширокото тетовско подрачје и пред се во јануари и февруари. Во првото тромесечие, според аналитичките податоци на СВР Тетово, најголемиот број од несреќите повторно се случиле на Тетовските и Гостиварските улици и автопатот Гостивар Тетово Скопје. Претежно само со причинета материјална штета, а најчести причини биле неприлагодена брзина и неправилно вршење на действие, но и непрописно престигнување и недавање првенство. СВР Тетово продолжува со редовни акцијски контролни активности, во чие средиште ќе бидат брзината со која се движат возилата, нивната техничка исправност, управувањето без положен возачки испит и под дејство на алкохол. Ова уште повеќе што на подрачјето предстојат далеку сообраќајно пофреквентни месеци со повеќе возила на патиштата и улиците, најмногу патнички, меѓутоа и мотоцикли. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.